Приказни за предметите. Максимилијан Или. Историја на предметите. Секој предмет, книгата, автомобилот, авионот, има своја историја, своја долга низа предци. Би можело да се воспостави родословието на кој да е мастилница, списокот на сите нејзини баби и прабаби, разни тетки и внуци. Обично, родословието на човекот се прикажува во вид на стебло. Се сеќавам дека еднаш видов родословно стебло на едно старо кнежевско семејство. На стар пергамент, чии долни краишта беа на повеќе места закрпени, беше насликано, на сина основа со жолта боја, големо разгрането стебло на непознат сој. Стеблото имаше многу гранки, а на гранките, како јаболка на дрво, висеа кнезови и барони, грофови и херцози, кардинали и архиепископи. Поправо, тие сами не висеа, туку нивните имиња и звања, испишани на четвратести штички со тенок кос ракопис. По старите архиви и сега можат да се најдат цели шуми од такви стебла. Впрочем, ако некој сака да види родословно стебло, не е нужно да рие по старите архиви. Доста е да појде во првиот антрополошки музеј и да го види сопственото родословно стебло. На гранките на тоа стебло веднаш ќе ги забележи покрај себе своите најблиски роднини – клапашусниот шимпанзо и брадестиот орангутан. А малку понатаму на другите гранки ќе ги пронајде и другите своји роднини и предци што трчаат, летаат и пливаат. Ќе види дека меѓу нашите предци имало џинови и џуџиња, соопашки и без нив, жители на копно и вода. Нивните имиња и звања ќе му се сторат, веројатно, не помалку звучни од имињата и звањата на некои херцози и грофови. Ископаниот мајмун Дриопитек, цицачот Амфитерија, лазачот Сејмурија, рибата со перки Еустеноптерон и оклопната риба Ботриолепис. Тоа се само најубавите имиња на некои од нашите роднини. Прочувајќи ги предците, човек би можел да го следи развојот на нашите раци и нозе, менувањето на нашите очи, уши, череп и вилица. Може ли да се нацрта такво родословно стебло и за предметите, за да се следат измените и вештачките органи на човекот, неговите вештачки раце, нозе, крила и приборот за пливање, очите и ушите? Јас мислам дека може. Тоа би било огромно стебло со 1000 гранки. На крајот од гранките ќе се најдат и сите предмети што живеат и денеска. Автомобилите и авионите, машините и дигалките, фотоапаратите и телескопите, машините за пишување и велосипедите, книгите и пенкалата, масите и столовите, лонците и чајниците. На овој начин ќе се установи дека многу предмети се наоѓаат во блиско сродство меѓу себе. На две соседни гранки ќе се најдат, на пример, братчињата, автомобилот и локомотивата, а малку подолу нивната заедничка баба, првата парна машина. На првата парна машина исто така ќе се најдат друга низа прародители. Меѓу нив ќе биде и пумпата, од која парната машина го наследила цилиндарот и клипот. Потоа стругот на ножен погон, што и ги отстапил на машината деловите за движење, и најобичниот железен лонаc со капак на кој се топли вода, како и најобичната печка. Ако се оди така понатаму, ќе се дојде пак до ископините на нашите предци, од кои во земјата останале само отпадоци и останки. Од стругот со лоз за движење ќе се стигне до првите стругови што се спуштале со движење со помош на еден обтегнат лак. Такви стругови се зачувани и денеска во часовничарските работилници, како преживеани останки на далечното минато. Од железниот лонец ќе се дојде до првите глинени лонци, со зашилено дно, а од ложиштето на парниот котел до првиот оган.
ние ќе увидиме дека лакот со кој се движел стругот му е роден брат на ловечкиот лак. Од ловечкиот лак ќе дојдеме до првото копје, од тоа копје до првото копје со врв од камен, а од него веќе не е далеку најстариот предок, камената секира. И така, следувајќи до родословното стебло, ќе дојдеме до првите предмети што ги направил човекот со своите раце. Но истовремено ќе разбереме нешто и за самиот човек, зашто историјата на предметите е историја на човекот, кој и ги создавал предметите. Предметите не се менувале сами од себе, нив ги менувале човечките раце. Како што едно парче од камен јаглен крие во себе светлина од илјадници сончеви денови, така и предметите што не окружуваат кријат во себе илјадници денови на човечки труд. Во оваа книга јас ќе зборувам само за неколку гранчиња од родословното стебло на предметите и само за неколку едноставни предмети што ги гледаме секој ден во својата соба или на улица. Но јас мислам дека и овие неколку предмети се достатни за да се свати сета сила и големина на човечкиот труд.